إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Во минатиот дерс на биографијата од нашиот сакан посланик салаллаху алейхи ва селам, последниот дел што го учевме беше иншиқақул камар, значи расцепувањето на месечината. Расцепувањето на месечината како еден од најогромните докази за вистиноста на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, што се случи со дозвола од Аллах субханаху ва таала, од онај што има таа месечина створено, од онај што имат се што створено. Но неверниците и на оние што им се запечатени срцата за неверство и што се жители на пеколот, на нив колку и огромни аргументи и докази и колку јасни аргументи да дојдат, тие не ја прифаќаат вистината. Зошто Аллах субхана ва таала не им дава на нив успех за тие да ја следат вистината. Се оваа работата на следење на вистината, не е работа јас сакам, јас посакувам, јас сонувам, не. Туку оваа работа е на кого Аллах субхана ва таала ке му се смилуват и ке го упатит. Значи не е работата ти сакаш или јас сакам, туку милост од Аллах субхана ва таала да му го отворит срцето и градите на кого сака тој за вистината, да ја следит вистината. И друга важна случка, што ја спомнуваат имаме Захаби рахимахуллах, е во меканското време, е она што го прашува мушриците посланикот салаллаху алейхи ва селам за душата. За душата, ер-рух, јес'алунека ани рух. Значи, тие те прашуваат тебе за душата. Мушриците од Курейш, од тоа племе ел Курейш, тие испратија двајца, Надар ибн Харис, Уқба и Уқба ибн Муид, ги испратија овие двајца мушрици за Медина. Зашто тие знаеа дека во Медина имаше еден број на евреи. На евреите, што барале за солниште во Медина и што живеат во Медина. Така од еврејските, значи, научнаци, тие знаат дека евреите се луѓе на книгата, значи на Теуратот, и знаат дека имаат познавања, и знаат дека има дојдено кај нив пекамбери и посланици, ги пратија овие двајца Надар и Уқба да одат кај нив и да им го опишат на нив посланикот салаллаху алейхи ва селам онака како што е тој, и на крај да бараат од нив советување и упатство. Значи, дали е тој, значи, со овие својства, со ово опишување, дали е тој вистински или лажго. Така, кога појдоа тие во Медина и стигнаа и се сретнаа со тие еврејски научнаци, на крај им рекоа тие, прашајте го 3 прашања.
tri prašanja, što ako vi dajete vistinski pravedan odgovor, toga što je pravedan i vistinski poslanik. Така после тоа, после оваа средба, што се случи меѓу тој Надар и Укба и научнаците на евреите, се вратија тие во Мека назад и ги известија курешитите што им кажале, значи, тие јаудиските, еврејските научнаци. И дојдоа тие кај посланикот салаллаху алейхи ва саллам и му рекоа: о Мухаммед, ние имаме неколку прашања за тебе. Кога му ги постави овие три прашања, посланикот салаллаху алейхи ва саллам им одговори дека јас утре ќе ви ги дадам одговорите. Но, значи, утре ќе ве известам за овие прашања. Но така поминаа 15 ночови и не слезе објавата. И ова докажува дека посланикот салаллаху алейхи ва саллам, ако беше некој што од сам себе се зборуват, тогаш утре дента ќе измислеше нешто и ќе им кажеше. Но ова е јасен доказ дека посланикот салаллаху алейхи ва саллам не зборуваат од себе си свој, туку тоа е објава на Аллах субханаху ва та'ала. Значи, ова е јасен аргумент. Така после 15 ночеви слезе Джибрил алейхи салату ва салам. Значи, велиме слезе Джибрил. Исто велиме Куранот слезе. Што овие зборови се многу важни во арапскиот јазик. Ова докажува дека Аллах Джелешану е горе. Аллах Джелешану е горе, над небо, над неговиот арш. Се слезе, значи што слезе? Значи слезе од озгора. Слезе од озгора. Се има некои секти, што се заблудни секти, што велат Аллах е насекаде. Со неговото битие. Не. Аллах со неговото битие е над неговиот арш. Над седумте неба, над неговиот арш. Ова е верувањето на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам, и верувањето на сахаба, и верувањето на имамите на суннетот. Дека Аллах субханаху ва таала е горе, воздигнат. Немат ништо што е над Аллах субханаху ва таала. Апсолутно ништо. И тогаш тие го прашаа посланикот салаллаху алейхи ва саллам за три прашања. Го прашаа за луѓето на пештерата, исто за еден човек што, значи, долго патуваат и, значи, сите земји ги поминуваат и така натаму, и го прашаа на крај исто за душата. Во врска за пештерата и за тој човек што го прашува тие посланикот салаллаху алейхи ва саллам, Аллах субханаху ва та'ала го објави за тоа суратул Каф. Значи сурето што се вика преведено суре пештера. Значи цел капитл објави Аллах субханаху ва та'ала со, значи, со опишување и детално опишување за оние луѓе на пештерата. Кои тие луѓе беа? Што оние луѓе што избегаа од страф од нивниот народ, за да ја чуваат нивната вера, се скрија и се тргна, значи, во пештерата. И оваа случка беше истовремено утех. Утех беше за верниците, за да знаат верниците на овај уммет дека имаше и пред нив генерации и уммети што имаа големи, што поминуваа големи тешкоти и што поминуваа големи искушенија за чување нивната вера, за чување вистината. И ова беше, значи, како за утех истовремено за овај уммет. И пегамберот салаллаху алейхи ва саллам им ги даде
тие два одговори, а во врска за душата, Allah subhanahu wa ta'ala mu objavi na poslaniku sallallahu alaihi wasallam: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Allah subhanahu wa ta'ala veli: и те прашуваат за духот, за душата. Духот е едно од работите на Господарот мој. Значи, одговорот во врска за душата, за духот, беше да им рече посланикот салаллаху алейхи ва саллем дека ова е од работите на мојот Господар. Значи, ова беше правдедниот одговор. Се некој може да замислите, да помислит сега, дека овде немат одговор. Да, одговорот е дека никој не знае за ова работа, освен Allah subhanahu wa ta'ala. Се ако почнеше посланикот салаллаху алейхи ва саллем нешто да кажуваат од себе си, тогаш тие можеа да го обвинат за лага. Но значи правилниот одговор беше значи ова: Кули руху мин амри рабби, речи Мухаммед, дека духот е едно од работите на мојот Господар. Значи никој тие работи не ги знае, освен Allah subhanahu wa ta'ala. И сето тоа, и овие аргументи што им дојдоа на неверниците, но сепак, на оние што им беа запечатени нивните срца, не ја прима вистината. Не сакаа да ја следат вистината. Значи беа одлучени да бидат од нестречните во овај дуњалог и во ахиретот. Се нема друга стречност, нема друга спокојност, нема друга сигурност, освен следење на Allah subhanahu wa ta'ala. А следење на Allah subhanahu што се одржува, значи, следење на Куранот и следење на Суннетот. Тука е стречноста и спокојноста и мирот на човекот. Значи, ова ако не го сватиме и не го следиме, можеш колку сакаш да бидеш и богат, и мочен, и сите работе, џабе ти е све. Никогаш нема да најдеш духовен мир, духовна стреча, освен во следење на оној што те створил. Онај што те створил, тој знае најдобро. Тој знае најдобро за тебе и за мене и за нас, што е најдобро. Исто така, мушриците му бараа на посланикот салаллаху алейхи ва саллем да посланикот на нив да им го направи ридот ас-Сафа. Ас-Сафа значи тие Сафа вал Марва се две ридчина во Мека, што денеска кога се прави умра или хаџ, треба значи да се оди меѓу Сафа и Мерва 7 пати. 7 пати. Значи кога велиме меѓу Сафа и Мерва 7 пати, значи од Сафа до Мерва е 1 пат. Од Мерва до Сафа назад е 2 пати. Се некој може да свачаат погрешно, тоа на нас не се случило, значи луѓе што ги знаеме, ти мислат 7 пати, значи тогаш ги правите 14 пати. Зошто мислите дека од Сафа и Мерва пак од Мерва до Сафа еднош се број. После пак од Сафа до Мерва и назад 2 пати и така ги прави 14 пати, а ова е погрешно. Ова е погрешно, значи од Сафа до Мерва е 1 пат. Од Мерва до Сафа е вториот пат, више се рачуни тоа одење. Значи меѓу Сафа и Мерва. Значи тие мушрици му бара на посланикот салаллаху алейхи ва саллем да посланикот да им го направи нив, да им ја направи нив ас-Сафа еден рид со злато. Значи да ја позлатит ас-Сафа, да ја позлатит ас-Сафа и исто планињето и ридовите што е Мека обиколена со ридови со планине, и денеска човекот, значи тие што биле таму, гледаат дури и некои згради и хотели се на камење градени. Значи карпава се гледат уште. Значи фундаментот на тие згради и на тие хотели е на карпа.
Тие мушрици бара од посланикот салаллаху алейхи ве селам да ги срамнит тие планиње и ридови. Да се срамнат тие карпи, за така тие да можат да сејат тука растенија, зеленотија. Allah subhanahu wa ta'ala му зборуваше на посланикот салаллаху алейхи ва селам, и исто кога велиме Allah зборува, да, ние ахли сунна вал джамаа веруват цврсто дека Allah subhanahu wa ta'ala зборува, значи со гласови и со букви. Значи Allah subhanahu wa ta'ala не е нем, се некои секти, како Ешаира, Матурдија, што се како кај нас, и други секти, Джехмија и Муатезила, значи тие велат дека Allah Джелешано е нем, не зборува. Славен да Allah subhanahu wa ta'ala. Значи Allah subhanahu wa ta'ala му рече на посланикот салаллаху селам, ние сме мочни за тоа барање од нив да го исполниме, но тие пак, ако не веруваат, дека ќе бидат уништени, се после гледање на толку големи докази и аргументи, ако ова не го веруваат исто, кога ќе се случи, тогаш ќе бидат тие уништени во место тогаш, автоматски. И затоа Allah subhanahu wa ta'ala објави: وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. И ништо не може да не спречи да испратиме знаменија, да испратиме знаци, значи, освен тоа, ги сметаа за лажни минатите поколенија. Значи, ништо не го спречуваш Allah subhanahu wa ta'ala. Освен тоа, што тие минатите, значи, генерации и поколенија, ги сметаа нив за лага. А освари тие беа вистински и јасни. После, друга работа, што спомнуват имаме Захаби рахимахуллах во неговава книга Сијар Алемен Нубела, во ова изворедна книга, велит имаме Захаби рахимахуллах: ذكر أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. Значи, спомнување на штетата од мушриците спрема посланикот салаллаху алейхи ва селем и спрема муслиманите. Значи, мушриците, значи, нивниот утех беше во сета ова работа да ги казнуваат и да ги тортурираат и да ги прават неправда на муслиманите, што следа вистината. И Урва велит дека Урва ради Аллаху ан велит дека јас му барав на Абдуллах ибн Амр ради Аллаху анхума да ме извести за она, да ми го кажи она што беше најлошото што сака мушриците да го прават со посланикот салаллаху алейхи ва селам и со верниците. И Абдуллах ибн Амр му одговори, му рече дека Утба ибн Аби Мујид, дека тој човек дојде со едно платно, кога посланикот салаллаху алейхи ва селам се клањаше кај Каба, и му дојде од назад на посланикот салаллаху алейхи ва селам и сакаше да го задавит. Значи, сакаше да го убиет. И толку, значи, го стегаше во врато, што, значи, сакаше вистински сакаше, значи, да го убие, да го уништи посланикот салаллаху алейхи ва селам. И така дојде Абу Бакр ас-Сиддиқ ради Аллаху ан и го истурка овај мушрик, го острани од посланикот салаллаху алейхи ва селам, и тогаш Абу Бакр ради Аллаху ан го читаше следниот ајет, а тој е: атaqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum.
Велит Абу Бакр, го цитират овај ајет, а сакате еден човек да убиете, поради што кажува дека неговиот господар е Аллах, а тој на вистина ви дојде со докази од вашиот господар. Оваа случка е пренесета во Сахих ел-Бухари. Во Сахих ел-Бухари, значи оваа случка дека овај Утба, овај мушрик, дошол кај посланикот салаллаху алейхи ва селам и покушувал со секоја можност да го задави нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам и дека Абу Бакр радијаллаху ан го истурка и им го читаше овај ајет. Значи ова е во Бухари пренесето. А во Сахих Муслим имат други инцидент, друга случка пренесето, што кога посланикот салаллаху алейхи ва селам кога се кланяше кај Каба и Абу Джахал, еден од главните мушрици, од глаите на мушриците во Мека, со неговите другари, тие еден ден, значи, тие седеа тука околу Каба и кога видоа дека посланикот салаллаху алейхи ва селам се клања тука, а пред неколку дена беше заклале Камила. И рече Абу Джахал, кој ќе стане од нас и да појд кај Мухаммеда и да му ја фрлит, кога ќе тој на сеџда, да му ја фрлит, значи, трбушката. Значи, тоа што е внатра со нечистотија и така натаму, да му го фрлит над Мухаммеда над него. И така еден од нестречните, од мушриците, од незнајковците, стана и кога беше посланикот салаллаху алейхи ва селам на сеџда, дојде и го направи, значи, ова ниско дело. Ова дело, што кажува дека тој е во вистина нестречни голем и заблудни голем. И дојде тогаш Фатима радијаллаху анха, черката на посланикот салаллаху алейхи ва селам, и го отстрани тоа од посланикот салаллаху алейхи ва селам, и тогаш им се развика на тие мушрици, но посланикот салаллаху алейхи ва селам продолжи да се клањат, дури го заврши, значи, намазот, и после тоа тие мушрици во тој момент кога тие се исмејуваа поради тоа што го направиле на посланикот салаллаху алейхи ва селам, тогаш кога заврши посланикот салаллаху алейхи ва селам, правеше дова против овие луѓе, значи се молеше на Аллах субханаху ва таала, и така кога слушнаа тие довата на посланикот салаллаху алейхи ва селам против нив, им исчезна нивното исмејување. Зашто во вистина знаат и Абу Джахал, како што спомнавме пред неколку дерсови, дека знаат дека тој е вистински пекамбер. И знаат дека е испратен од Аллах субханаху ва таала. И знаат дека неговата дова се примат. И така им замина нивното исмејување на нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам. После оваа случка спомнуваат имам ад-Захаби рахимахуллах дека оние луѓе што први го изразија исламот јавно, го искажа исламот јавно, се седум муслимани. На прва линија е нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам, после тоа Абу Бакр радијаллаху ан, после тоа Аммар радијаллаху ан, исто така неговата мајка Сумеја радијаллаху ан, исто така Сухейб Руми радијаллаху ан, исто така Билал радијаллаху ан и исто на крај Ел-Миқдад радијаллаху ан. Значи овие беа првите што го покажаа, значи, исламот во Мека јавно. Што се однесува до нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам, значи него го чуваше, беше под заштита на неговиот чичко, Абу Талиб. Исто така што се однесуваат со Абу Бакр ас-Сидиқ радијаллаху ан, дека беше од угледна фамилија и од угледно племе, тие, значи, него го штитеа. Но што се однесуваат до другите сахаба, како што е Аммар, неговата мајка Сумеја, Сухейб, Билал, Миқдад радијаллаху анхум, значи тие нема никого кој ги штитеше, кој ги чуваше од тортурите,
од неправдите, од штетата на неверниците, на мушриците. И така тие толку, значи, ги гнавеа, толку им правеа жестока неправда, толку ги удираа, толку ги тортурираа, што од секој еден од останатите 5, слушнаа мушриците она што го сака, освен еден единствен Билал ради Аллаху ан. Што значи овде го слушнаа она тие што го сака? Значи, тие кажаа со усмено, значи со устата, дека напуштаме верата на Мухаммеда салаллаху алейхи васелам, во вистина тие се муслимани уште, но дека не можеат да ги поднесат повеќе тие удирања и повеќе тие, значи, тортурации, значи, изразија со нивните усни дека не се повеќе муслимани, освен Билал ради Аллаху ан, не им кажа никаков збор што може да ги направи задоволни тие неверници, тие мушрици. И ова, значи, кога достигнуваат, значи, ел-икрах, значи, тоа притискање и тоа жестока, значи, тортурација на толку врвен степен, тоа Аллах субханаху ва таала им опростува на нив. И Аллах джелешану и оправдува. Значи, ова е дозвола од Аллах субханаху ва таала, што дозволено е, тогаш со усмено, да речи že не су повеќе муслиман, а во вистина, значи, во срце си праведен муслиман. Ова дозволено е. Но што е пофалено повеќе? Да, како Билал ради Аллаху ан што правеше? Значи да прави стрпение. Една работа. Друга работа исто, ако си човек што луѓето гледаат на тебе, како врвен алим и така натаму, тогаш во оваа ситуација е праведно да се воздржуваш за вистината и да ја понесиш таа тортурација и таа неправда. Зошто луѓето те земаат како пример и луѓето гледаат на тебе и така овде треба, значи, за извореден пример да биде човек, да се воздржи како имам Ахмед рахимуллах. Како имам Ахмед рахимахуллах беше толку жестоко тортуриран и неправда правено и удиран, како велит имам Рабија хафизахуллах, да беше еден слон така тепан и удиран, ќе умреше слонот. Но имам Ахмед рахимахуллах им застануваше на еден по еден од тие халифите, 3 халифи умреа, но имам Ахмед рахимахуллах седеше како една карпа, што не се размрдуваат, што не се потресуваат, зашто иманот беше во неговото срце како една огромна карпа, што никој еден ветер и никаков талас не можеше да го помарни овај имаму сунна, имам Ахмед рахимахуллах. И така од тие исто Билал ради Аллаху ан, така тие толку го тортурираа, толку му правеа неправда, што самите виче тие се заморуваа, тие што го мачеа и му правеа неправда, така ги пуштаа дури децата нивни, мушрицките деца, ги пуштаа на него да се изиграваат, да се исмеуваат, да го влечат по улиците на Мека. Но Билал ради Аллаху ан беше неговиот одговор Ахад, еден и единствен, значи Аллах субханаху ва таала. Значи јас не обожавам ни Лат, ни Узза, никакви кипови не обожавам, го обожавам еден и единствен Аллах субханаху ва таала. Значи ние треба да сватиме дека за оваа вера, за ова знаење што ни е дојдено нас во нашите раце денеска, ова знаење што можеме ние да го уживаме денеска, таа книга на Аллах субханаху ва таала, говорот на Аллах субханаху ва таала и тој суннет на нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем, дека се луѓе убиени за тоа знаење, дека луѓе се убиени за оваа вера, но таа дојдена во нашите раце, ние треба да му ја знаеме вредноста, ние треба да му ја знаеме, бидиме во голема јасност да бидиме која вредност држиме ние во нашите раце и дека оваа работа не е шега, оваа работа не е некој хоби што го правиш ти 5 месеци, 5 години, 50 години, туку оваа работа е животна задача. Ова работа е животна задача, не да се изиграваш ти, не да се мангупираш ти, не, ова е животна задача, има да застанеш
пред твојот Господар Аллах субханаху ве таала, и тогаш она што вреди е твоето дело во согласност на суннето на посланикот салаллаху селам и со искреност спрема Аллах субханаху ве таала. Кога посланикот салаллаху алейхи ве селам еден ден од деновите помина покрај фамилијата на Аммар ради Аллаху ан. Кога помина покрај фамилијата на Аммар и ги гледаше, значи посланикот салаллаху ги гледаше нив како тие значи се малтретираат и се тортурираат од страна на мушриците. Значи посланикот го гледаше тоа. И што им рече посланикот салаллаху селам? Посланикот салаллаху селам му рече на Аммар, о фамилија на Аммар, стречна вест за вас. Се навистина, вашата стредба е во дженнет. Значи, вашата стредба е во дженнет. О фамилија на Аммар, вашата стредба е во дженнет. Значи, за ова жртвување вие што го правите во патот на Аллах субханаху ве таала, вашиот крај на ова патување е ел дженна. И од милоста на Аллах субханаху ве таала е, кога човекот има да влезе во дженнет само за еден миг ќе биде ставен во дженнет, имат сите тешкоти, сите проблеми, сите маки што ги имал во дуњалокот да ги забораите. А исто другата страна, оня што ќе влезе во джехеннем, во пеколот, и колку да бидел богат, и мочен, и пари, и се што поседувал на дуњалокот, која ќе биде ставен во джехеннем, само за миг ќе ги забораат сите убајни што ги имал во дуњалокот. Затоа сега одлучи се од која група на луѓе сакаш да бидеш. Секој еден што е паметен и си го сака доброто, нема да се изиграва за еден краток живот, да го стави во опасност ахиретот што е вечити за секогаш. Зашто овде сега на секој еден од нас може да му дојде смртта сега во моментот. Кога знаеш тоа, и тоа е сигурност, дека во секој момент може да ни дојде смртта на секој еден нас, колку млади и помлади од нас умреле многу порано од други стари што се со години виќе болни по болници. Затоа, значи, немој да те измамнуват твојата младост и твојата сила и твојата моќ и твојата снага, дека јас ке живам уште толку и толку луѓе. Колку луѓе планирале, а другиот ден не се разбудиле. Колку луѓе имале сонови, но не се исполниле тие сонови. Затоа, доволно е соновите, доволно е изигрувањето, доволно е да бидеш роб на твоите пари и на твојот дуњалог. Стани роб на Аллах субханаху ве таала, не биди роб на твоите емоции и на твоите страсти, туку биди роб на Аллах субханаху ве таала. И така посланикот салаллаху алейхи ве селем им правеше, значи, утех на Аммар и неговата фамилија, дека вашата средба е во дженнет. Вашата средба е во дженнет. И ова е јасен доказ дека кога муслиманите се во немоќ, во слабост, овде посланикот салаллаху алейхи ве селем не повикуваше демонстрации, не повикуваше револуции и да вели како овие можат нас да ни прават оваа неправда. Ние сме исто меканци. Амар е меканец, неговата мајка е меканц од Мека, неговиот татко и така и другите асхаб на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Но ова е, зато велиме ни да учиме биографијата на посланикот салаллаху алейхи ве селем, за да бидеме, значи, со аргументи спремани, за да знаеме и во тешки моменти, како постапил пекамберот салаллаху алейхи ве селем вака, така треба и ние. Се тогаш си во патот на посланикот салаллаху алейхи ве селем, а не ти си дошол со некој пат на некој други, правење на револуции. Револуциите не се од исламот.
револуција, демонстрации не се од исламот. Кој почнал првин да прави револуции? Французите. Француската револуција против црквата. Значи, неверниците се дојдени со револуции и со демонстрации. Ова нема во исламов никаква подлога, нема никаква база, но оние муслимани, што за жал се само како папагаи и не знаат ништо од верата нивна, само папагаи да се прават, тие ги следат западниците и неверниците слепо, слепо. И мислат дека све од кај што е нив, све е добро, и све е убаво, и све е правено, во вистина е све во тоа уништување и све погрешност. Но за жал, се како хипнотизирани од овие кратки убајње, што ги мислат дека се убајње, во вистина низ пекол живат, но не се разбудени, туку се во тешка хипнотизација и не можат да се отрезнат. Муџахид рахимахуллах, еден од имамите на селеф и од имамите на тефсирот, од учениците на Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума, велид Муџахид радијаллаху ан, дека првиот шехид во исламот е Сумеја радијаллаху анха, значи мајката на Аммар радијаллаху ан, жената на Јасир, Сумеја радијаллаху анха, е првиот шехид во исламот. Еуби Абу Џахал, лаанаху Аллах, Еуби Абу Џахал погоди со копје, погоди овај мушрик, ова чиста прекрасна жена Сумеја радијаллаху анха и Еуби. И таа е првиот шехид во уммето на Мухаммед салаллаху алейхи васелам. И исто беше убиена Еуби Абу Џахал пред очите на нејзиниот син. Значи, колку овие се големи тешкоти. Една страна ги гнјават, ги малтретираат, ги удираат. Од друга страна му ја убијат неговата мајка пред неговите очи. Што е поголема болка од тие удари и од тоа гнавење, што е, значи, физичко гнавење. Ова е душевно гнавење. Но сето тоа не напушта овие луѓе верата. Сето тоа беа цврсти и беа во јасност. Денеска ние мало искушение се тресиме. Мало искушение не знаеме каде да фатиме патот. Ова е докажува дека имаме голема слабост. Голема слабост. Исто Хабаб радијаллаху ан, еден од изворедните сахаба, Хабаб радијаллаху ан, што Хабаб исто, и овие имиња, затоа ги спомнувам ја исто цело време имињата, Аммар, Јасир, Сумеја, Хабаб, Абу Бакр, Билал, Миқдад и другите, овие имиња се имиња муслимански. Имиња на деца што се ставаат. Не се ставаат на деца некакви, не знам, кои имиња, не знам, некои западни имиња или некои христијански имиња. Овие имиња се муслимански имиња. Сакаш на твоето дете добро име да му ставиш, овие се имиња. Не, се некој, такви се, значи, расипани во нивните души, тој секако по секоја цена сака да му стави западно име на неговото дете, но од друга страна сакат малце да ги измиет очите на другите и џомите муслиманско име. Тој во вистина се преваруваат сам себе си свој и оние што се слични како него. Но вистинските верници не се преваруваат. Затоа сакаш добри имиња, муслимански имиња, овие се имиња на муслимани. Овие се имиња на звездите муслимански. Овие се наши звезди. Не е некои чафири и заблудни луѓе, тие не се наши звезди. Хабаб радијаллаху ан, беше од тие сахаба што највеќе му се направи неправда
i torturacija od strana na mušricite. Što tije, znači čelikot, železdoto, go stava vo ogan, za da se vžešti, da se crveni železdoto napred, i go dupea Habab od nazad vo njegovite pleći, so toa vrelo železdo. Znači, tako je rečeno po naše so maša, da se vžešti, znači da se vcrvid mašata, i nekoj nazad da go dupite, znači na golo meso, da mu go dupit, znači nazad plečite. Sve to ova torturacija, za da je napušit verata na Allah subhanahu wa ta'ala. No ovi je maži koga osjećavat slatkosta na imanot, imanot ima slatkost. Koga će osjeti čovjek slatkosta na imanot, ovi je torturaciji ne može nikoga da go odstranat to iman i da go otkorenat od srceto. Zato ako ga Heraklios go praša Abu Sufjana, koga nekoj je vlezit vo njegovata vera, vo vrata znači na Muhammed s.a.v. Da li je napuštat? Reče ne ja napuštat. Reče to je vistinsko to veruvanje. Koga to je fatit koren vo dušata, vo srceto, vo duhot, nema vraćanja. Ne ova hobi, 2 godine i gotovo, 15 godini i gotovo, futbaler 20 godini i gotovo, karijerata završi. Ovdje nema karijera završuvanja. Habab radijallahu an, znači toliko go gnjaveja i toliko golema nepravda mu praveja, taka Omar radijallahu an, i vo medinsko to vreme, mu je znaše vrednosta na Habab radijallahu an, i mu znaše njegovata rešiteljnost i njegovata cvrstost i nekolebljivost vo islamot. I uvek go zemaše do nego, blisku do nego da sedit. Znači ovo više kako čes sprema Habab radijallahu an, da Omar radijallahu an nego da go bližit. I Habab radijallahu an, imaše sin eden, njegovo ime beše Abdullah ibn Habab, isto beše od sahaba toj. I ovi je maži, znači, beja više naviknati na iskušenija. Maži što beja, znači, rešitelni. Abdullah ibn Habab, koga živeše, znači, posle smrta na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, vo nekoj krajevi na Irak, jedan den od denovite pomina Havarić pokraj njegovata kuća. Havarić. Koji se ti je Havarić? Znači ti se predsite na ISIS, predsite na Daesh, predsite na Al-Qaida, predsite na Boko Haram, predsite na Nusra. Zašto muslimanite mislite kao ovi je džavoli na ISIS i na Nusra i na Daesh i na Al-Qaida i na Bin Laden i na Bakr Bagdadi i drugite, te kad ti se sve od 21. vek dojdeni. Ne. Ova sekta, najštetna sekta u islamu, ima dolga istorija. Istorijata se vraća toliko nazad do vremetona sahabite na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kako što veli šehhul Islam ibn Taymiya rahimahullah, nema sekta što je poštetna za islamot i sledbenicite na islamot od ova sekta el-Hawaridž. I vistinsko to ime, vistinsko to narekuvanje za ISIS, za Boko Haram, kako da se vika, se pomenite, eno vreme više Al-Qaida, to se dosadi, više bajat ostana na ljuđe to, go dozna video i izleze farbata, i izleze bojata, posle dojde, znači, ISIS. Sve i na njih im izleze bojata, pokroce, sve su tek na vreme kada dojde drugo, za uvek da gi lažat, oni je lesni glaj. I da oda posle iz Sirija, da oda posle iz Irak, po Afganistan, što zna kade, po pešteri, i da se guba samite sebesi, da se uništuva samite sebesi. I da shvatiš te kad ti se vo zabluda, uvek treba da se vratiš, znači, kaj bazata. Havarić jedan den pomina pokraj kućata na Abdullah ibn Habab i teka pomina so brzina so njivnite konji, izleze Abdullah ibn Habab
Доши беше маж, не се плашеше, иако беше сам тука со неговата сопруга само, излезе надвор и виде, значи, тие луѓе. Кога го видоа тие, тие знаеа дека тој е сахабија. Види, значи, тие знаеа дека тој е сахабија. Тие знаеа дека неговите очи, Аллаху акбар, тие знаеа дека неговите очи ги имаат видено Мухаммеда салаллаху алейхи васелам. Тие знаеа дека неговите уши ги имаа слушнато зборовите, гласот на Мухаммеда салаллаху алейхи васелам. Аллаху акбар. И му рекоа на Абдулла ибн Хабаб, што си слушнал ти од посланикот салаллаху алейхи васелам? Хабаб им рече, тој сакаше, значи, одма да ги советуваат, и овја е патот на менхедж ес-селефу салих. Значи да советуваш, да бидеш јасен. Од менхедж на Мухаммеда салаллаху алейхи васелам е, од методологијата, е јасноста, јасен да бидиш, не со криење и со играње, не, јасност. Хабаб им рече, во време на фитен, на искушенија, на нереди, е оња што седит подобар од оња што стоит. А оња што стоит е подобар од оња што ојт. А оња што ојде подобар од оња што се брзат. Значи, сакаше да ги советува дека да се одстранат од фитен, да се оддалечат од фитен. И тогаш тие му рекоа, ти си лажго. Значи, првош го прашуваат, а на крај му велат, ти си лажго. И така го убија Абдулла ибн Хабаб Хауаридж, го убија него, што реката, а тука имаше река во близина, се направи црвена од неговата чиста крв. Го убија. И неговата жена, неговата сопруга ради Аллаху анха, беше бремена. Му го пресекоа мејот и го извадија, значи тоа бебето внатра, го извадија надвор и жената умре и бебето. Овја е патот на предците од Осама бин Ладен и од Обекр ал-Багдади. Значи, кога ќе видиме ни оваа ладнокрвност денеска, на телевизија, кога ќе кажуваат дека тие колат луѓе во лайв камера, и човек се прашуваат како може човек, значи, на овај степен да стигнете, на овај степен на заблуда, како? Ама оние што ја знаат вистината, знаат дека овие луѓе имаат историја долга, имаат историја што убијале асхаби на пекамберот салаллаху алейхи ве селем и нивните жени и деца. И што е тога, што е да убие, значи, некој чафир или некој други човека, значи, за ним е многу полесно да убие некој муслиман. Муслиман им вели, како тој пилотот од Јорданија, и тој читат Куран и вели шахадетот, тие го палат него во кафес, жив. Значи, таа заблуда, таа ладнокрвност, има тие предци во тоа, а тие се, овие Хауаридж, што ги убива, значи, сахабите на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. И после тоа, значи, за да видиме, значи, ова сакам од вас, за да имаме, значи, ова осетливост во аргументи, ова остро сваќање и будност во аргументи. После тоа Хауаридж, кога продолжија во нивниот пат, поминаа покрај една градина, што имаше, значи, овошје. И таа градина беше, значи, од човек, од луѓето на книгите, значи Ехлул Китаб, или на јаудија беше на евреин, или на еден христијан. Кога помина покрај таа градина, еден од Хауаридж сакаше да земи, значи, едно овошје и да го јадат. Но неговиот сучесник од Хауаридж, што пред малце убија еден сахаби, му рече, плаши се од Аллах. Се тоа тебе не ти припаѓа тоа овошје. Значи му рече, сега плаши се од Аллах. Значи за едно овошје му вели, плаши се од Аллах. А кога се работи за крвта на еден човек, кога се работи за крвта на еден муслиман, кога се работи за крвта на еден сахаби, не му рече пази се и плаши се од Аллах. Значи ова е значи невредна богобојазливост, шуплива богобојазливост, богобојазливост во празнина. И денеска си со таке Хауаридж, ако ги видиш за некој рабоче,
ке мислиш дека вакви луѓе немат, ти се продаваат, ти се прават џамити, ки знаат како се. А кога се работи за огромни работи, тогаш ги гледаш, не се вртат назад, туку ладно крвно ода напред и права неправда и леат крвта на муслиманите. И тука не знаат да речат плаши се од Аллах и врати се. Значи ова треба да го сватиме. И кога ќе видиме ваква група на луѓе и дека после идат тие некои рабоче и ги прават некои мали рабоче за огромни, тогаш свати многу добро дека на кој пат се најдуваат тие. Како едни од Хаваридж, цела група, дојде во Мека и го прашува Абдулла ибн Омар ради Аллаху анхума за дрвата. Се забрането кај што е харам, харам, значи харам имат граници. Харамот од Мека, харамот од Медина имат граници. Во тие граници имат правила посебни. Значи забрането е тука да се ловит, забрането да се кршат дрвата тука. Дрва, значи, што се израснати само природни тука, забрането да се кршат и други работи, значи, што се забранети. Дојдо тие во Мека, како хаджи, и го прашува Абдулла ибн Омар, дали е се дозволено тие лулињата, цвечината да ги кршат. И Абдулла ибн Омар им рече на нив, од кај сте вие? Ти рекao од тоа и тоа земја, од таа држава, така речено. Рече Абдулла ибн Омар, вие сте го направиле крвта на сахабите халал, а сега ме прашувате за лулињата и за цвечината? Значи види како сваќане, какво значи остро сваќане од Абдулла ибн Омар. Значи не остави Абдулла ибн Омар да се восхитуваат и да се воздушевит од нивното прашање, да мислит видија богобојазливоста на овие луѓе, прашуваат дури за најситните рабоче. Не се дозволуваат ваков маш од медресето на Мухамед салаллаху алейхи ва салам да се манипулираат од вакви заблудни глави. Не. Туку ги праша од каде сте. Кога кажа од каде сме, им кажа вие правите крв на сахабите халал и ме прашувате за овие рабоче. Значи одговорот им дојде многу брзо. Хабаб ради Аллаху ан дојде кај посланикот салаллаху алейхи ва салам после големи страдања, после големи тортурации и голема неправда од страна на мушриците спрема него и другите сахаби, му се упати Хабаб ради Аллаху ан на посланикот салаллаху алейхи ва салам кога го сретна во Каба тука, му рече ја Расул Аллах, а не е веќе време дојдено да му се молиш на Аллах субхана ва таала за да ни се отстрани нас овие маки, овие тешкоти. Тогаш му се вцрви на посланикот салаллаху алейхи ва салам неговото лице. Значи му се измени фарбата на лицето на посланикот салаллаху алейхи ва салам и му рече посланикот салаллаху алейхи ва салам на Хабаб како одговор, му рече имаше пред вас уммети, значи народи имаше пред вас, што беа муслимани народи пред вас, им беше, значи во живо стање, им беше ваѓања нивната кожа и месото, значи кожата и месото им беше ваѓано со челично гребало, значи со челични нокти, им беше ваѓано кожата и месото од нивните коски. Значи замисли која казна ова е. Човекот е жив, потполно тука со паметот, ментално и физички, и некој во тоа стање му е ваѓат кожата од телото и месото, му го кинит. И тој човек, пекамберот салаллаху алейхи ва салам велит, но сето оваа тортурација не го извади него од верата на Аллах субхана ва таала. Значи тој не подлегна на тие тортурации. Не подлегна тој на тие страдања. И исто му рече, продолжи пекамберот салаллаху алейхи ва салам да му кажуваат на Хабаб дека ова што го страдате вие, тоа исто го страда и предходните верници и дури уште пожестоко. Значи му ја ваѓа кожата и месото од неговите коски. И ова не го отфрлаше него од неговата вера. Исто така,
Исто така, други луѓе што ги малтретираа во нивното време мушриците, значи во претходните муслимани, претходните уммети, им ставаа пилата на главата и го делеа пола на пола. Замисли, во животно стање, човекот жив, 100% жив, 100% присутен тука, го цепат со пила, пола на пола. И тој, вели посланикот сам, не подлегнуваше на тие маки и тие страдања, за да излези од верата на Аллах субхана ва таала. Туку цврсто се држеше на верата на Аллах субханаху ва таала. И после вели посланикот салаллаху салам, но вие, значи му вели на Хабаб ради Аллаху ан, вие се брзате. Се оваа вера има да достигнет крајот неизин, значи цилта, има да се исполнит оваа вера. Да се исполнит оваа вера, така што толкова вера ќе дојде, значи ќе се расшири, ќе се исполнит, ќе достигне значи до таму, што така јавачот на конјот има да оди од Санаа, значи главниот град во Јемен, до Хадр ал-Маут, исто други град во Јемен, значи голема значи патека на јавање, со денови да јавачот, и тој нема да се плашит од никого во тоа патување, освен само Аллах субхана ва таала. Значи има да достигне тоа вера сигурност и безбедност, што така јавачот толку големи патеки ќе врвит и нема да потреба се плашит од никого, освен од еден и единствен Аллах субхана ва таала. И во друго пренесување, и освен овчарот да се плашит од волкот за неговите овци. Значи, се кажува дека нема да има потреба човек да се плаши повеќе од неверници, од мушрици, од непријателите, зашто сите, значи, ќе влезат во оваа вера. И ќе имат сигурност, како што е и денеска, и во времето на посланикот салаллаху алейхи васелам. Иншалла се задоволуваме со толку за вечерва и идната недела ќе продолжиме тука каде што застануваме вечерва. Хада ва салаллаху ала набина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва салам.